Со дополнувањата на законот за возила што беше направено во средината на април, им се овозможува на земјоделците и другите сопственици на нерегистрирани трактори, тракторски приколки, мотокултиватори и останата земјоделска механизација да ги легализираат и да ги регистрираат. Рокот за завршување на постапката веќе тече, откако законските измени се донесени во парламентот, а беа објавени и во службен весник. Од Сдруженијето на возачите во Кочани ги повикаа сите сопственици на земјоделска механизација, односно трактори и останати земјоделски возила кои не се евидентирани и немаат регистарски ознаки, да почнат постапка, со што ќе можат без проблеми и казни од сообраќајната полиција да ги управуваат и на отворен пат. Сите возила кои што се затечени веќе на територијата на Македонија, а тука стануваат трактори, тракторски приколици, мопеди од категоријата L возила, до 50 кубика, над 50 кубика, возилата за домување и мобилните машини. Ова се дава можност на сопствениците на овие возила кои што ги имат изгубено документите, кои што се некомплетни согласно новите измени на законот. Сега се намалува таа процедура, се упростува, само за да можат луѓето веќе еднаш да имат регистрирано возило кое што ќе учествува во сообраќај. На најпрвен се пополнува изјава од самиот сопственик на возилото, во која што се наведени податоците за марката на возилото, типот, бројот на шасија, бројот на моторот и годината на производство на возилото. Истата изјава се носи на заверка кај нотар и со таа изјава заверена на нотар се поднесува предлог за легализација во основниот суд. Откако судот ќе му додели сопственички статус на сопственикот на возилото, се врши хомологација на возилото и со тие документи веќе возилото е спремно за регистрација. Дополнувањата на законот за возила важат до 30 јуни 2024 година. До овој датум сопствениците на тракторите и другата земјоделска механизација, односно мопеди, кам приколки и слично, треба да поднесат барање до судот, за да можат да направат легализирање на возилата. Со тоа им се дава уште една можност да ги регистрираат и да можат да ги управуваат на отворен пат. Во основните училишта во целата држава почна електронското запишување ученици во прво одделение за учебната 2023-2024 година. Уписот ќе трае до крајот на месец мај. Запишувањето е електронски преку порталот услуги.gov.mk, каде што родителите, односно старателите, треба да пополнат апликација, да го изберат училиштето и да ги прикачат потребните скенирани документи. Откако апликацијата ќе биде прифатена, се одредува термин во кој ученикот треба да дојде на разговор со педагогот во одбраното училиште. Условите за запишување прваче се детето да има наполнето 6 години до крајот на календарската година. Потоа да биде доставена потврда за примените задолжителни вакцини, како и потврди за офталмолошки и стоматолошки прегледи, што ги издаваат надлежните медицински установи. По исклучок, детето може да се запише во прво одделение доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната година, но претходно треба да биде доставено барање од родителот, како и да е добиено мислење од педагогот или психологот во одбраното училиште. Родителот, односно старателот, има право да го запише детето во основно училиште во реонот во кој живее или пак каде што постојано престојува. Основното училиште може да запише ученици и од други реони или од друга општина само доколку има слободни места за запишување или пак доколку ученикот од другиот реон или општина нема можност за следење на наставата на својот мајчин јазик во реонот или општината во која што живее. По 2-годишна реконструкција на големата сала и придружните простории, комплетирана е втората фаза од реновирањето на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Со пригодна свеченост, објектот повторно е отворен за публиката. Обновувањето на внатрешноста на Центарот се реализираше со средства од програмата за инвестиции на Министерството за култура, при што беа обезбедени 20 милиони денари. Од нив, половината беа инвестирани за преуредување на партерот и балконот. Исто така, поставена е инсталација за затоплување и вентилација, а дополнително ќе се вградат топлотни пумпи наместо јагленот, што досега се користеше како енергенс. Реконструиран е и системот за озвучување и осветлување на сцената,
а инсталирана е современа противпожарна заштита. Гардеробите и просторијата за шминка на актерите се целосно обновени, а реновирани се и тоалетите. Во втората фаза од реконструкцијата, која почна со реализација во 2021 година, опфатени се градежно-занатски работи, електрични и машински инсталации во киносалата, гримьорните и тоалетите позади сцената. Извршена е демонтажа на постоечките седишта во гледалиштето и на галеријата во гледалиштето, надзидните облоги и плафонот, комплет осветлување и грени тела, како и демонтажа на старите плочки и санитари во тоалетите. Во 2022 година набавени се и поставени седишта во аудиториумот и на галеријата. Вкупниот капацитет на салата моментално изнесува 356 столови. Со втората фаза од реконструкцијата, вредна 20 милиони денари, големата сала доби нов, современ изглед според сите светски стандарди и прописи. И секако, сето ова не би било возможно и вака реконструирано без одобрените финансиски средства од нашето Министерство за култура. Во наредниот период следуваат многу кинопроекции, културни настани, промоции, драмски изложби и музички перформанси. На предавањето во употреба на реновираната сала се одржа и кинопроекција на македонскиот игран филм Преекспонирано на режисерката Елеонора Венинова, во кој една од главните улоги ја толкува кочанецот Благој Веселинов. Со тоа филмот во Кочани го имаше второто прикажување веднаш по премиерата во Скопје. Во првата фаза од реконструкцијата на Центарот за култура Бели Мугли, што заврши во 2020-та, целосно беше обновена фасадата на објектот како и надворешното осветлување. За овие градежни работи тогаш Министерството за култура инвестираше околу 14 милиони денари. Центарот за култура Бели Мугли ја објави програмата за културни настани, што ќе се одвиваат во текот на овој месец. Со тоа ја почнува реализацијата на планираните активности од програмата за сценско-музички, драмски и други активности за 2023 година. За среда, 3 мај, во 12 часот и 30 минути е најавена изложба на карикатури под мотото "Жената глава на семејството", што е дел од конкурсот кој минатата година се одржа во рамки на фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас. За 4 и 5 мај од 20 часот пак е најавена кинопроекција на македонскиот игран филм Преекспонирано. В понеделник на 8 мај ќе биде отворена изложбата Акварели на учениците од училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугли. Културните настани ќе продолжат на 10 мај во 12 и во 13 часот и 30 минути со две музички изданија на децата кои учествуваа на фестивалот на песни за деца Весело штурче во Штип. Во дневните термини на 11 и 12 мај пак ќе се одржат семинар и работилница за тамбура. Во вечерниот термин од 20 часот в петок на 12 мај ќе гостува комичарот Бојан Велевски со стендап Comedy Night. За 20 мај е планирано гостување на урнебесната хит комедија Обвинителка со српската актерка Лидија Вукичевиќ. Националната установа Центар за култура Бели Мугли од Кочани го задржува правото за измена и дополнување на настаните кои се дел од програмата за месец мај. Во празничниот викенд се одиграа надпреварите во првенствата на втората и третата фудбалска лига во кои настапуваат екипите од Кочани и Виница. Во третата лига Исток Осогово гостуваше во Делчево на средба против Брегалница сениори и одигра нерешено 2:2. Гостите од Кочани први дошле во водство уште во првата минута со погодокот на Јованов, а домакините успеале да изедначат 15 минути полесно со голот на Димитровски. На 5 минути пред крајот на првото полувреме домашниот фудбалер Петровски ја довел во водство Брегалница со 2:0, пошто се отишло на пауза. Жолто-сините успеале да го изедначат резултатот и да освојат бод во 62-та минута со голот на Тошеманов. Со нерешениот резултат од овој надпревар, Осогово останува на првата позиција со 48 бода,
пред второпласираното Овчеполе кое има 40, а во ова коло беше слободно. Во следното 21 коло, жолтосините повторно ќе играат во гости. Во Богданци ќе се сретнат со домакинот Вардарски, кој на надпреварот во неделата во Карбенци го изненади истоимениот домашен тим со 3:1, со што се најде на 9-та позиција на табелата. Во втората фудбалска лига пак се одигра 27-то коло, во кое Слога успеа да освои 3 бода на домашен терен, совладувајќи го Кожув со 2:1. Со тоа виничкиот второлигаш и понатаму останува во борбата за опстанок во лигата, иако конкурентот Тетекс на домашен терен го победи Пелистер. Слога дојде во водство од 1:0 во 35-та минута со погодокот на Бошко Ступик, а 2 минути подоцна истиот фудбалер постигна уште еден гол и ја најави победата за својата екипа. Во второто полувреме гостите од Гевгелија играа нешто поангажирано, а во 65-та минута Бејков успеа да го намали водството на 2:1, што остана и краен резултат. Со победата Слога останува предпоследна со 21 бод, еден помалку зад Тетекс. До крајот на првенството треба да се одиграат уште 3 кола, а во следното виничкиот второлигаш ќе гостува во гостиварско Чегране против тимот на Арсими, кој е на 8-та позиција.